Гледате 360 степени на МРТ-1. Серијата понеделнички интервјуа ја продолжуваме со новоизбраниот председател на Собранието, Јован Митрески. Тој дојде на оваа позиција како кадар на СДСМ по неодамнешната ротација на премиерската функција на која сега е кадар на ДУИ. Со Митрески ќе отвориме повеќе теми од делокругот на парламентот. Председателе, благодарам што ја прифативте поканата и добре дојде во 360 степени. Благодарам на можноста да ги кажеме сите работи кои што ќе се случуваат во Собранието во наредниот период. И нормално се што интересира. Да, најжешка политичка тема се внатрешните превирања во Алијанса за албанците. Денеска изутрина ја имавте редовната координација, втора поред од како сте председател на парламентот. Дали беше присутен и координаторот на пратеничката група на Алијанса за албанците? Да, денес ја одржавме втората редовна координација, како што впрочем е традиција во секој понеделник во 10 часот да се одржува координација. Беше присутен координаторот на пратеничката група на Алијанса за албанците, Атнан Незири. На таа координација разговараме за случувањата во Собранието, за плановите во наредниот период. Претежно зборувавме за среда, кога е ден кога е закажана нова седница за Собранието, за материјалите кои што сте пристигнати, кој е планот за оваа недела, воопшто на да, тема. Има ли нешто за издвојување од таа координација што би било поврзано со овие случувања во Алијанса за албанците? Повеќе на линија на информациите дека најверојатно еден од 8 теми на пратеници на Алијанса, Снопче, веројатно е на различна линија од другите 7, тоа може да го заклучуваме од неговиот пост на Facebook, тој го сподели тоа што лидерот Таравари го објави пред ден-два. Воопшто на координација не разговараме за такви прашања, секако зборуваме за бројноста на пратениците за присуство на седницата во среда и како што било и традиција досега и пракса, утре еден ден пред седницата координаторите известуваат за бројноста на пратениците кои што ќе учествуваат на седницата. Претежно зборуваме за обезбедувањето на кворум за носењето на дневниот ред. Таа информација очекувате утре? Да. Добро, а како председател на Собранието имате став свој како гледате на овие случувања во Алијанса за албанците? Видите, претежно случувања политички како председател не би сакал да коментирам, дополнително што тоа се однесува на друга политичка партија, така да односите внатре во таа партија и случувањата ќе за нив ќе разговараат меѓу нив и секако нека ќе си ги носат одлуките во нивните партиски тела. Треба да видиме како ќе се одвиваат работите, што ако стигне предлог да речеме за разрешување на одреден министер? Јас на почеток кажав, се што ќе дојде како предлог во Собранието, се што е моја надлежност ќе биде ставено на дневен ред и ќе се разгледува. Добро, ќе им се вратиме на предизборните теми малку подоцна во нашиот разговор. Сега за она што се случуваше за време на седницата за избор на техничката влада на 28 јануари, прва седница со која вие председававте како нов шеф на парламентот. Како се случи гости од Косово и од Албанија, новинари, кои очигледно беа дојдени да ја засилат таа еуфорична атмосфера што ја ширеше ДУИ тој ден, да добијат VIP третман во ложата во парламентот наспроти македонските новинари? Јас не знам која била нивната улога. Како што информиравме претходно, имаше реакција од Сдруженијето на новинари на Македонија, фактички со допис од кабинетот одговоривме на тоа. Се што може да биде присутно во галеријата е новинари кои што имаат соодветни акредитации. Такви акредитации имаат сите присутни во галеријата на Собранието. Пред самиот почеток на седницата бев известен од службите дека има голема заинтересираност. Прашав дали има најава за присуство на странски гости, претежно амбасадори, кои што во некој случај доаѓаат да следат седници. Прашав дали се присутни од кабинетот на председателот, кои што исто така имаат свој простор во галеријата. Кога добив информации дека нема други присутни, дадов налог да се отвори целосно галеријата за да се обезбедат услови за присуство на сите новинари, уредници, камермани за следење на седницата. Фактички, такви случаи сме имали претходно кога станува збор за седници кои што будат голем интерес кај јавноста. Имало случаи за присуство на странски медиуми кога се гласал отворањето на уставот поврзан со Преспанскиот договор, имало кога се гласале заклучоците по францускиот предлог, кога се бирало влада, претежно нови влади кога се бираат, така да таа ми беше мојата одлука која што ја донесов за да се обезбедат услови за сите уредници, новинари, камермани, правилно да може да имаат соодветни услови да пренесуваат тоа што се случува. Вашата одлука да го отворите и тој дел од галеријата
се однесуваше само на гостите од Косово и од Албанија или на Не, сите новинари? воопшто. Значи, таа информација добив 10-15 минути пред почнување на седницата, фактички пред моето слегување долу во пленарната сала и тогаш дадов налог да се отвори комплетно. Сега ова ве прашувам затоа што еден наш колега од Телма, кој што известуваше тој ден од седницата на парламентот, извести дека лично седнал на редот зад гостите од Косово и од Албанија, дека собраниското обезбедување дошло и го избркало, ете вака, малку со послободен речник да се изразам. Таа информација ја добив и веднаш повикав надлежниот за собраниското обезбедување. Беше демантирано дека такво нешто се случило од собраниското обезбедување. Дури ги прегледавме и видеокамерите, на видеонадзорот не се гледа дека некој од обезбедување влегол и трнал некој на место за седење во собранието. Дали имало некакво друго протоколарно движење во смисла на присуство на луѓе од кабинетот на претходниот председател е друга работа. Меѓутоа, безбедност, она што е моја надлежност во собранието како председател, беше само тоа да се отворат за сите новинари, сите уредници, сите камермани, таму ниту има обележје кој каде да седи. Таа ми беше целта и тоа го направив. А го контактиравте колегата од Телма да го прашате на што конкретно приговара, бидејќи сега ние немаме неговата страна, вие кажувате само не го страната контактирав на вашите директно, проверки. ме информираа ваши колеги новинари. Мислам дека имаше од други телевизии, не се сеќам дека некој од Телма ме информирал, меѓутоа ова се информациите што ги добив од собраниското обезбедување. Јас и овде и би дополнил, и тој налог што го дадов дополнително до собраниското обезбедување, дадов налог на сите седници да биде отворена галеријата комплетно, кога имаат информации дека нема присуство пак на странски делегации или кога нема присутни од кабинетот на председателот на државата. Со новинарите... Дали е тоа сега малку постфестум реакција, откако ви се случи еден, ајде условно кажано, инцидент, не, сега напротив, ја отварате галеријата за не, сите? напротив. Со колегите ваши новинари сум во секојдневна комуникација веќе подолг период. И како координатор можам да кажам секојдневна координација од сабајле до вечер и знам каква работа извршуваат, знам колку нивната работа е тешка, знам дека во собранието се целодневно присутни за да обезбедат информации, за да знаат што се случува и правилно да ја информираат јавноста за случувањата во собранието. Најмалку што можам да направам е да отворам галеријата, со тоа што најмалку можам да направам е да обезбедам пристојни услови за нивната работа. Вам ви се допаѓаше атмосферата тој ден во парламентот? Па видовме слики на славење, веројатно во еден од кабинетите во собранието кај пратениците од ДУИ. Ете поздравувањето на дел од колегите наши од Косово и Албанија со во тој момент кандидати за министри. И јас кога влегов во пленарната сала, кога отворив седницата, такви работи немаше. Не сум видел дека има некакви поздравувања внатре во салата. Баш цело време бев тука и ја следев ситуацијата, такви работи немаше. Дали мене ми се допаѓало или не е битно, на крај нека ценат граѓаните. Јас знам при изборот мој за председател како сум дошол во собранието, како сум заминал до собранието. Ценам дека тоа е исправно, така сум направил. Дојдов со моето возило, како што прочем сум доаѓал секој ден. Дојдов, бев избран, направивме примо предавање во со председателот Џафери, така заминав. Кој како се однесува, нека ценат граѓаните. Јас не можам да кажам дали мене лично ми се допаѓа или не. Тоа е лично чувство и секој сам си ја носи одлуката. Вие председавате со собранието во последните 100 дена пред парламентарните избори. 2 недели пред нив треба да се одржи и прв круг од председателските. Што ви е планот, кога ќе ги распишете изборите, и едните и другите, и до кога ќе работи собранието? Значи, тука станува збор за почитување на уставот и уставните рокови предвидени за одржување на избори, пошто станува збор за редовни парламентарни избори кои што првпат се случуваат после 16 години, постои мала забуна во јавноста во смисла на функционирањето на собранието, затоа што кога се одржуваат предвремени парламентарни избори, собранието се распушта со одлука за распуштање која што е гласаат пратениците, а во овој случај собранието работи до крајот на својот мандат. Впрочем, ако ја земаме таа пракса за работа на собранието пред почеток на кампања или тие 20 дена пред почнување на кампањата, кое што исто така пропишано со изборниот закон, и што значи дека собранието би функционирало некаде до крајот на месец март или првите денови на месец
април, И тоа бидејќи тогаш зборувате почнува за 20 дена кампања за председателските избори. Да, па нели се 24 24 април се поклопуваат со втор круг парламентарни избори, така да кога ќе почнеме 20 дена пред 24 април, тоа би било почетокот на април, неколку дена, продолжуваме бидејќи се спојува со парламентарните избори и во тој период собранието нема потреба или е некое демократско правило да не работи за да не биде злоупотребена говорницата или собранието во смисла на кампања за или председателските или парламентарните избори. Во однос на вашето прво прашање за распишувањето, во Уставот вели од 70 до 90 дена од одржувањето на изборите, што значи 24 април е првиот круг за председателски избори, враќајќи наназад од 70 до 90 дена, фактички тоа му доаѓа некаде средина на февруари. Направив консултации со ДИК во смисла на броење на деновите, што би значило тоа од роковник. Денес имам конечен заклучок дека изборите председателски ќе ги распишам на 14 февруари и планот ми е на истиот ден да ги распишам и парламентарните избори. А во исти ден ќе ги распишете и тоа ми е планот. Распишувањето на председателските ќе биде сигурно на 14. Планот ми е тоа да биде и за парламентарните избори. Добро. Во овие 100 дена имаме техничка влада или законот користи една фраза преодна влада за организација на изборите. А во исто време од ова што можеме да го видиме, имаме редовна агенда на собранието. И сега многумина го поставуваат прашањето каде е тука политичката логика. Техничка влада, а редовно собрание. Значи, прво собранието мора да функционира, прво заради граѓаните, бизнисите, да се движат работите, што се надлежност на собранието. Вие велите техничка влада или преодна влада, која што исто така има можност да пушта во процедура како властен предлагач закони, извештаи, точки на дневен ред. Треба ли тоа да го ограничи само на интервенции поврзани со изборите? Бидејќи тоа е примарната задача, да обезбеди фери демократски избори. Да, примарната задача, меѓутоа државата мора да функционира во овој период и на период од 100 дена на техничка влада. Друг предлагач се и пратеници. Ние за седницата во среда имаме многу предлог закони кои што се по предлог на пратеници. Са Бајлево сум исто така известен дека има и уште дополнителни 5-6 закони кои што се по предлог на пратеници и по предлог на влада. После емисија ќе ги разгледам да видам дали има устови да ги ставам секако на седницата во среда, за да пак се што може да постигнеме во овој период да постигнеме во смисла на носење на законите или во одбивање на законите. Ако го погледнеме дневниот ред на пленарната седница што ја споменавте закажана за среда, меѓу другото да речеме има 4 предлог закони за стратешки инвестициски проекти. Дали според вас ова се теми со кои што треба да се занимава собранието на 2 месеца пред крајот на неговата работа? Јас од тие документи кои што ги видов кратко во суштина погледам дека таму станува збор за процедура која што се движи од 2021, чинам навака, каде што има и преговори, каде што има исклучување на договори, анекси. Во овој момент дошле во собранието и како што кажав, се што ќе дојде во собранието ќе биде ставено на дневен ред. Дали тие закони ќе поминат во процедура или не, сепак е одлука на пратениците. Ова со 21 е во насока на ова, зошто толку долго се чекало за да мора сега да се најдат на пленарна седница на собранието? Искрено не знам која е процедурата во детали како течат тие преговори, меѓутоа тоа го видов од документите, дојде кај мене предлог, дојдоа тие 4 предлог закони, ги исполнуваат деловничките услови за да бидат ставени, како што ги исполнуваат сите други, така и тие ги ставив на седница. Во еден јавен настап деновиве соопштивте дека со оглед на тоа што имаме нова влада, независно како ќе ја сместиме во нашиот политички систем и што ќе сметаме дека се незини ингеренции, собранието се обратило до неа со прашање дали останува на предлог законите испратени до парламентот од претходната политичка влада и дека сте добили одговор дека владата останува на сите предлози. Сега, подоцна се испостави дека не е баш така, најмалку за еден закон. Тоа е законот за рестриктивни за 2 мерки. Вие велите два. Кои се двата? Едниот е за рестриктивни мерки, другиот мислам дека е законот за правобранителство, каде што имало исто така технички грешки, затоа бил повлечен. Со истото образложение како за законот за рестриктивни мерки. Што е објаснувањето? Објаснам, за да биде јасно на граѓаните и на јавност. Секоја влада
при избор на секоја влада. Ние во овој мандат сме имале избори на 3 влади. Тоа се случувало и претходно. Па впрочем и на изборите 2020 владата, собранието ја известува владата кои се законите кои што се пратени во процедура и се во процедура во собранието и должност на владата е да извести дали остануваат на сите текстови кои што пристигнале до тој момент до собранието. Фактички, тогаш кога ја дадов изјавата, во тој момент имав известување дека остануваат на сите закони. Меѓутоа и тогаш, и сега веќе повторам, фактички деловнички процедурата за повлекување на законите може да се случи и додека трае и дебатата за тој закон. Што значи во процедура сме имали случаи кога и во тек на дебата на закон, на пленарна седница, дури на крајот, кога ги поминала сите филтри, работни тела, комисии, дискусии, амандмани, може да се случи министерот како овластен представник на владата да стане на говорница и да каже го повлекувам законот. Така да И што е објаснувањето за овие два закона, како ги повлекува владата, што кажа? кажа? Исто така со допис, дека заради корекции на текстовите на законите, за правобранителство и за овој од технички аспект, известувањето дојде дека беа повлечени. Едниот беше пуштен до пратеници, другиот само што дошол исто така дојде известување дека се повлекува и фактички влезе во архива на собранието и се врати назад до влада. Имате некакви замолници, влијанија поврзани со законот за рестриктивни мерки? Не, давам работа. Ниту имам нешто, ниту може да се случи такво нешто. Тоа што ќе дојде кај мене ќе биде ставено на дневен ред веднаш. Има две суштествени теми поврзани со изборниот процес, кои што не се затворени. Едната е избор на член на Државната изборна комисија и втората се измени и дополнување на изборниот законник. Нив не ги гледаме на дневниот ред на седницата закажана за среда. Што ви е планот со овие две точки? Видете, прво со изборниот законник имам информација дека постојат работни групи кои што преговараат за текстот на законот. Работни групи меѓу кои оти? Нели имаше една работна група во Правда? Групи. Јас претпоставам дека и тој предлог од Правда е пристигнат до пратеничките за да го разгледаат и да обезбедат консензус. Претежно и по правило треба изборниот законник да се носи со консензус и тогаш кога ќе добијам предлог на измена или дополна на изборниот законник ќе биде ставен на седница. До овој момент таков предлог нема. Денес да го добијам, утре да го добијам, ќе оставам на седницата. Што ви е чувството, ако сме веќе кај изборниот законник, може да одиме на избори без било какви интервенции во изборниот законник? Видите, постојат најчесто таму се препораките на ОДИХР во смисла на подобрување на изборниот процес. Што е тоа што може да биде пречка во такви преговори, искрено не знам. Има една сензитивна област, а тоа е платеното политичко рекламирање. До сега актуелното законско решение предвидува кампањите да се плаќаат од државниот буџет, па видовме дури и во ДИК веќе прават пресметки. Велат за двата изборни циклуси тоа ќе чини некаде околу 10 милиони евра. Но предлогот кој што дојде од работната група која што работеше во Правда е тоа да се укине, односно рекламирањето да не се плаќа од државниот буџет. Дали имате сознание дека можеби тука се кршат копијата? Предпоставам дека станува збор тука некаде дека е темата, затоа што не гледам проблем во препораките на ОДИХР. До сега не сум слушнал дека некој реагира на тие препораки. Предпоставам дека за тој дел станува збор, меѓутоа како и да е треба да се обезбеди и консензус. Секако на изборниот законник финансирањето на кампањите од државниот буџет беше тема години наназад во собранието и тогаш кога се носеше таа одлука за финансирање беше за да се финансираат од државниот буџет за да нема надворешни влијанија во партиите, да не дава некакви концесии кои финансиери во смисла на изборната кампања или за случувањата после завршувањето на изборите. Тогаш беше таа логиката, но ако партиите обезбедат консензус поинаков, тоа да се трне секако, ќе го почитуваме и тоа ќе биде ставено. Тоа е еден аргумент, меѓутоа имаше забелешки дека одредбите се дискриминаторски, затоа што ги фаворизираат четирите најголеми групации, структури, партии, да речеме дека другите практично се во втор план оставени. Искрено, предпоставам дека е дел за финансирање. Детали не знам и не можам да ви одговорам. Мојата задача како председател е да добијам предлог да оставам на седница. Се надевам дека ќе се обезбеди консенсус. Околу изборот на член на Државната изборна комисија.
Што е проблемот, зошто не може да се докомплетира ДИК? Мислам, ја следиме дебатата во јавноста, секој влече на своја страна, но нели е логично и нели е тоа духот на законското решение опозицијата да го добие тој представник во Државната изборна комисија? Имав средба со албанската опозиција, фактички тоа беше на првиот, вториот ден од кога стапив на функцијата председател и разговаравме нормално за ова прашање. Моментално работата е застаната, закочена на Комисијата за избор и именувања, каде што доставени се два предлози. Меѓутоа, тоа е опозицијското што припаѓа на опозицијата и сега пак таму во тоа читање на законот, членовите на законот сега ја отворат меѓусебно пратеничките групи и партиите која е опозицијата, бидејќи без влегла на листи со коалицијата Можеме, па излегла, па влегла алтернатива која што била во коалиција со Алијанса, па излегла од влада, па сега е Алијанс. Јас побарав од нив тие два предлози кои што се на Комисијата за избор и именувања да дојдат до пленум, барем да ја отвориме дебатата во пленарната сала и секако да се најде начин да се разговараат пратеничките групи, па и политичките партии над. Мислам да не се затвора само работата внатре во собранието, за да обезбедиме 80 двотретинско мнозинство за еден од кандидатите. Изборот на кандидат за член на ДИК се врши со двотретинско мнозинство, така да тука не може да дојде до ситуација на надгласување, дали ќе биде еден кандидат или ќе биде друг кандидат. На крај треба пак да се седне, да се разговара и да се обезбеди консензус. До ветување, еве јавно го кажувам дека нема да дозволам да има гласање без да имам цврсти уверувања дека обезбедено двотретинско мнозинство. Затоа што тогаш пак во тој случај, ако не дај Боже едниот и другиот предлог падне, тогаш треба да се повтори постапката со нов оглас, со ново пријавување и цела постапка. Опозицијските партии на албанците ја бойкотираат работата на парламентот затоа што сметаат дека нив им припаѓа таа позиција во ДИК. Може ли евентуално неизбирање, непополнување на составот на Државната изборна комисија да биде дамка на изборниот процес? Јас се надевам дека на крајот ќе се избере, бидејќи тоа исто како што го користите изборот, истиот го користам, затоа што би направила дамка на изборниот процес. Ја искрено се надевам дека ќе се обезбеди двотретинско мнозинство и да се избере последниот член во Државната изборна комисија. Тоа дали е поврзано евентуално и со користењето на парите во кампањата? Кој ќе биде четвртиот субјект практично? Мислам не. Не. Добро. На дневниот ред на седницата в среда, неколку пати ја споменуваме, се и предлог измените и дополнувањата на Законот за игри на среќа. Многу врева во јавност има околу тој закон, затоа што се смета дека во него се прекршуваат политички, а може би друг тип интереси на една од владачките партии, особено конкретно на ДУИ. Колку по вас е оправдано овие измени и дополнувања да се туркаат со европско знаменце, како што се туркаат во парламентот? Видете, тоа е процедура, тој предлог е дојден од влада со европско знаме. Дошло во процедура кога бил председател Талат Џафери, го испочитувал тоа што има европско знаме, затоа што како председател на собрание нема ни друга можност. Председателот на собрание ниту става европско знаме, ниту трга европско знаме, ниту одлучува дали законот ќе оди во редовна постапка или во скратена постапка. Тој само проследува онака како што е пратен од предлагачот, дали е тоа владата или пратениците. Дали суштински или во тоа што е текст на законот треба да зборуваме, не можам да кажам како моментално како председател на собранието. Кај мене како председател на собранието, уствари и претходно, бидејќи ова седница на 7 беше закажана од председателот Џафери, претходниот председател на собранието, и ги проверив секако документите, стигнало до него дека има извештај од Комисијата за европски прашања, има извештај од комисијата, од законодавно-правната комисија, дека се разгледале и на едната и на другата. Ниту тој тогаш имал друга опција, ниту јас имам друга опција за да биде ставен на дневен ред. Дали тие измени ќе се гласаат на второто читање фактички на седницата во среда на 7, тоа е одлука на пратениците. Да, тоа е процедуралната страна, но содржинската Јас не би сакал да коментирам, може да имам различни мислења во смисла на тоа далечината 500 метра, 200 метра, не сакам да влегувам во шпекулации, а ги слушам во јавноста, меѓутоа за бројот на вработени, што би значило тоа за бројот на вработени во таа индустрија, за приходот на државата по основ на даноци и така натаму. Меѓутоа на крајот процедурално е се окей, одлуката дали тој закон ќе се поддржи или не, носат пратениците со гласање. Ви имате решено како ќе гласате? Не се уште.
Дилемата дали на 2 месеца пред почетокот на кампања треба да се носат такви одлуки се однесува и на изборот на јавен обвинител на Република Северна Македонија, па дури и на нов уставен судија. И тие две точки ви се на дневниот ред на следната седница. Што мислите вие за тоа? Значи, пак според процедура, завршен мандат на јавен обвинител, како е процедурата со предлог кој што оди до владата па пристигна до собранието, и како што пристигнал кај мене, јас сум должен да оставам на седници, го ставив затоа што има и законски рокови пропишени. Таму ми се чини сега дека функцијата извршува ВД јавен За обвинител. јавен обвинител зборувате, Да, ВД јавен обвинител. За кандидат за уставен судија знаете дека по предлог на наш пратеник, во смисла се зборувам како припадник на партијата СДСМ, имаше предлог за господинот Љубомир Јовески, кој што предлог стоеше во собрание година и пол, каде што опозицијата го блокираше со бескрајни говори, процедурални забелешки и се што правеше за да не дојде до ситуација на гласање, тој предлог да дојде во пленарната сала и да се одлучи. Одлучи пратеникот да го повлечи предлогот, имаме нов предлог, нова комисија свикана од страна на претседателката, таму е помината дискусијата, гласано е, пак моја должност е да биде ставен на седница и впрочем ставене на седница. Дали е политички покоректно да му се остави на новото мнозинство да го избере новиот јавен обвинител? Што мислите? Не гледам која е таа логика дека треба да се остави или да не се остави. На крај, што и да се случува во следен период, во следен мандат, може да дојде и до разрешување или пак до продолжување на функцијата. Така да ние наша работа е се што може во овој мандат како наша задача да ја завршиме. Што ќе се случува во следен период ќе биде одлука на следниот состав на парламентот. Што ви е намерата со пакетот закони за јавната администрација? Имаше реакции од министерот дека не се ставаат на дневен ред. Сега се во процедура и тие одат со европско знаме. Што ви е планот со тој пакет закони? Иако и за нив има реакции од дел од синдикатите, нели? Видите, ги следам реакциите и ги следам и реакциите нормално тогаш и на министерот за администрација и информатичко општество. Стануваше збор за нормално дека направив консултации со председател на Комисијата за европски прашања што се случува со тие закони. Станува збор за закони кои што се со европско знаме и во скратена постапка, меѓутоа станува збор и за системски обемни закони кои што ме извести дека има и реакции од пратеничката група на СДСМ дека им треба подолго време да ги разгледуваат. Сабајле на координацијата зборувавме за тие закони, ми се чини дека на третиот закон има уште еден ден дебат, имало уште еден амандман, дека ќе продолжат и за четвртиот. Треба да се разгледа на Комисијата за европски, понатака треба да продолжат на законодавно-правната комисија, тоаш кога ќе се створат деловнички услови, ќе се вратам на претходна седница, бидејќи тие се потребата за скратена постапка изгласана на претходна седница. Намерата е сепак да ги донесете до почетокот на април? Видете, тоа зависи како ќе се движат. На крајот пак кажувам одлуката дали тие закони ќе поминат или не, зависи од тоа како ќе гласат пратениците. Реков, дојдовте на оваа позиција во најавата како кадар на СДСМ, откако оваа позиција ја напусти Талат Џафери и замина на премиерско место во владата. Вие сте дипломиран економист, млад човек сте, 43 години. Да. Како токму Јован Митревски стигна да биде председател на собранието? Бевте координатор, факт е тоа. Претходно бевте заменик координатор, имате некаква линија на движење во собранието, но да речеме еве на последните избори не бевте носител на пратеничка листа, бевте втор. Или ајде, коносител. Добро, така ги викавте, да. Да. Таа одлука почна да се дискутира во партиските тела на партијата. Бев известен, бев повикан на извршниот одбор на СДСМ, каде што со акламација едногласно беше донесена одлуката. Сигурно ги имале предвид овие работи кои што вие ги спомнавте, впрочем јас сум пратеник од 2014 во април месец ова година 10 години како пратеник во собранието и сум ги поминал сите скали во собранието, фактички од пратеник, од председател на комисија, работно тело, труд и социјална, заменик координатор, мислам со најдолг стаж воопшто во пратеничките групи веќе од 5 години. Најверојатно тоа преовладувало, секако
што биле деталите треба да прашате таму, меѓутоа беше одлука на извршниот одбор, со акламација потврдена на Централниот одбор, со акламација на крајот, секако ја носат за избор на председател на собрание, одлуката ја носат пратениците. Предлогот беше пратен со 65 пратеници до собранието без мојот подпис. Во моментот на гласање имаше 64 гласа, бидејќи два пратеници беа отсутни од собранието, ја дале поддршката за председател на собрание, така беше изборот и така е сум денес на оваа функција. Во случај да не се избере шеф на државата, вие би биле веде шеф на државата, иако веројатно треба да очекуваме избор со оглед на тоа што на 8 мај ќе се одржат и парламентарни избори и предпоставката е дека 40% минимум колку што треба да излезат ќе има и за председателските избори, иако веројатно генерално излезноста ќе биде пониска од вообичаената, барем така покажуваат дел од истражувањата на јавното мислење. На претходните избори бевте, реков, коносител или формално на позицијата број 2 во изборната единица 5 на листата на СДСМ и БЕСА тогаш. Заедно ќе бидете кандидат за пратеник сега повторно? Во овој момент и не размислувам на таа тема, фокусиран сум целосно на функцијата председател на собрание, затоа што оваа функција стварно има голема одговорност и сакам да извршам безпрекорно до крајот. Додека извршувам функцијата, да се вложам максимално. Секако, СДСМ е партија која што располага со голем кадровски потенцијал. Таа одлука ќе се носи во склоп на партијата, секако низ телата на партијата. Ако партијата смета дека можам да придонесам, секако ќе бидам и на таа листа или на листа на пратеници во поголема, широка коалиција, која што би настапила на изборите. За мене, во овој момент е битно државата да се движи напред, да излеземе во пресред на граѓаните во овој период додека извршувам функцијата и секако во следниот период, за да ја добиеме довербата на граѓаните, да продолжиме напред, да се движиме и кон европската идеја, затоа што тоа на крајот на денот нема алтернатива. Имате свој став околу дилемата дали СДСМ и Алијанса треба да одат на заеднички листи или СДСМ да си оди со традиционалните партнери посебно? Имам еден став дека државата мора да се движи напред, тоа е Европската унија и ние друга алтернатива освен европската иднина нема. Вие сте стружанец, тоа е изборната единица 5. Да. Пред околу една недела беше објавена една анкета токму за петтата изборна единица. ВМРО ДПМН има некаде околу 20% рейтинг, 19,8, СДСМ 13,6, ДУИ 6,1, Алијанса 2,8, опозицијата албанска 2,1 и така натаму. Како би ги коментирале овие резултати? Видите, претежно не коментирам, имајќи го искуството претходно. Ако се вратиме и 2020 таа година, изборите 2020 година, што вие спомнувате каде што бев на второто место или коносител, тогаш прогнозите беа дека ќе заврши во корист на опозицијата ВМРО ДПМН 9-6 дека ќе биде резултатот. На крај завршивме 8-8 со 3000 разлика некаде во однос на ВМРО ДПМН и за околу 600 гласа го немавме и деветиот пратеник на тие избори. Така да тоа што е јавно мислење, тоа што треба да се случува и тоа што ќе се случува во кампања се сосема различни работи. Не се осврнувам на тоа затоа што да, постојат и релевантни анкети, постојат анкети по основ на одредени прашања, меѓутоа не сакам да коментирам нешто бидејќи имам некој впечаток дека ова не се анкети за да се добие јавното мислење, туку се анкети за да се креира јавното мислење. Иако во петка и не стоите толку лошо, ако ги видиме бројките во 2020 година беа обратни, дека во петка беа прогнозите дека е најлошо стоиме, а на крај испадна да и да победиме. Што и дали нешто ви смени доаѓањето на председателското место во собранието? Каква ви е дневната рутина? Ова стварно сум тука долг период, стварно сум бев во комуникација секојдневна, целодневна по не знам колку пати со председателот Џефери, меѓутоа секако ова е многу поголема одговорност, бара многу поголемо и внимание, бара повеќе ангажираност. Фактички целодневната агенда ми е тука во собранието, секако средби со представници на странски амбасади, организации, интервјуа и така натака, документи, огромна документација која што доаѓа како и председател на собранието и бара огромен ангажмент. Од аспект на логистика, каде живеете? Живеам дома во Струга. Во Струга? Претходно живеев, да. И секој ден патувате?
Да, тоа е проценка на безбедносните структури, затоа што обезбедувањето на председател на собранието бара посебен ангажман. Разговарав тоа да биде минимално можно, меѓутоа нивна е одговорност и сакаат, фактички не би сакал да наштетам, како да кажем, да не им го загрозам лебот кој што го заработува. Таа е нивна проценка, оставам на нивната проценка како треба да се одвива таа работа. Да, ми е тешко патувањето, меѓутоа таа е нивната проценка. Струга е можеби една од најоддалечените точки од Скопје во овој момент, плюс и патот не е се уште направен Кичево-Охрид. Колку време патуват? Иако сте со ескорт и полициски, тоа е нешто побрзо од... е минимален, кажав претходно, да е минимално тоа што минимални услови, да се почитуваат правилата на безбедносните структури, патувањето од Струга до Скопје е за некаде сати и 45 минути. Немаше начин како да живеете во Скопје, бидејќи ако веќе зборуваме за безбедност и за, не знам, капацитет на Јован Митревски да извршува функцијата председател, веројатно би било многу полесно ако живее во Скопје. Да, ама нивната проценка е таква, а и да ви кажам, да, тешко е патувањето, меѓутоа и патувањето го користам фактички тој период од сати и пол, сати 40 минути, пак да се осврна мина работата во собранието, да комуницирам со граѓаните кои што во текот на работниот ден не сум успел да комуницирам, да ги прочитам материјалите за следниот ден, така да и тој период го користам како период. Привршуваме. Генерално, како ја оценувате атмосферата меѓу пратеничките групи во собранието и каков ви е односот и комуникацијата со ВМРО-ДПМН? Тие не доаѓаат се уште на координација, така? Да, ова втора координација денешната одржавме и денес, и на денешната не беше присутен координатор на ВМРО-ДПМН. Кажав на почеток дека ќе се обидам да остварам комуникации на сите можни начини. Мислам дека досега во овој период имаме комуникација колку толку добра за да може да функционира, не можам да кажем одлична, колку толку добра за да функционира собранието, во смисла на информирање на тоа што се случува на редовните координации, што ми е план за следниот период, ги информирам. Оннапред, така да независно од тоа што комуникацијата координаторот не доаѓаше на овие координации на ВМРО-ДПМН, имаше еден впечаток дека тројца мускетари решаваат што ќе се случи во собранието. Талат Џафери, Јован Митревски и Никола Мицевски. Па видите, на крајот на денот ако нема комуникација, мислам дека работите во собранието би се движиле многу потешко од колку што се движиле. Точно е дека овој мандат беше тежок. Имаше одлука политичка за активен бојкот на собранието. Ги гледам материјалите за останати седници, незавршени точки се прилично поголем број во смисла на незакажување на работни тела, каде што е председател на работното тело од страна на опозицијата, закажување па одложување на работните тела, фактички не поминување ни сите филтри за да може да дојде до пленарната сала, меѓутоа пак од друга страна по број на закони околу 1100 точки, закони, извештаи, планови сме поминали во ваков начин на функционирање, во вакви услови на функционирање, а тоа не би се случило ако вие, како што кажавте, условната тројка немало било каква комуникација за да може да се обезбеди минимално функционирање на собрание. Сакам и за левица да ве прашам. Крмов го видовме на првата координација, дали беше и денес? Да, беше и денес присутен, исто како и на сите. Како го разбирате тоа? Го разбирам како човек кој што дошел да се информира за тоа што ќе се случува во наредниот период. Фино, културно, кажано како на сите координатори и представници, така слушаше и представникот на Левица Крмов. Има еден предлог закон. Ме праша докаде е, нивни предлог закон. На што се однесува? Мислам дека станува збор за предлог закон за домување, го известив дека го прегледуваат службите и ако денес заврши дека ќе биде пуштен во процедура, се беше нормално. Во најавите од собранието за крајот на минатата седмица стигна известување дека ќе се сретнете со Апасиев и со Крмов. Таква средба се одржа? Не. Не знам од каде дошло такво известување, меѓутоа Крмов беше присутен и на првата и на втората. Посебна средба со нив сте немале? Не. Добро. Ви благодарам за овој разговор. Благодарам. Имате фреквентни 2 месеци. Очигледно дека многу очекувања има за тоа што треба да сработи парламентот во овој следен период.
на вас останува одговорност овие некои прашања што ги споменавме, изборниот законник, членот на ДИК и некои други теми да се потрудите сепак да завршат, за да не е мадамка, како што рековме, на изборниот процес. Ви благодарам и вас, се надам дека овој разговор е корисен и за граѓаните, информациите кои што ги споделивме. Јас само можам да уверам дека се што е во моја надлежност како председател на собранието ќе биде извршено со целосен капацитет. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, гледавте интервју со председателот на собранието Јован Митрески. До крајот на емисијата е новото издание на Саботажата. Ви закажувам нова средба в четврток во 20:15. Пријатно. Притисокот предизвикан од потребата за јавни настапи веројатно си го прави своето. Но кој било гледач, тешко можеа да не забележи кога нешто толку многу се користи. Освен прифатливите самопофални, вака да кажам и потенцирачки, пак ќе кажам, невообичаено многу речиси во секоја реченица се употребува едно исто зборче. Не ме плаши ниту овој предизвик, зборам председател, зборам мотив да ги воде работите кои што треба зборам на нова влада. Познавајќи го, зборам и првично, зборам сите тие, зборам им течат работите кои што течеле, зборам природно, добиваме резултати, зборам на. Предпоставка е дека штом ангажманот се зголеми, при речицата зборам ќе биде заменета со работа, моти на тие кои што ја користат само првата, судбината, не им е наклонета. Како и на еден поранешен заменик министер од истиот ресор. Ја добивам пораки секој ден, секој втор ден дека дајте, они не знаат уште дека јас сум лидер на една политичка партија. И викаат, формирајте политичка партија, ние сите ќе гласаме за вас. Оние кои не формираат, туку презедоа партија, судбината изгледа им се насмевнала, поради лошиот скор на поттурнувачот. Првиот пат не успеале да се протнат, ама вториот пат ги освоиле симпатиите и на шефот и на граѓаните. Да откријам нешто што до мене овој беше дошло уште кога господјата Арсовска беше председател на Сојузот на стопански комори. Таа се приближи на некој начин, не знам по кои канали, до ВМРО ДПМН и од она што го знам и беше желба да стане наследник на Кочо Ангјушев. Меки го предвид американскиот расплет, може би изборот за градоначалник е подобра варијанта. Иако ниту тоа не е некоја сјајна опција, оти не постои можност да водиш локална самоуправа, а да не бидеш прогласен за комшија и крал на бетонот. Па макар крстејки се секој ден во неа. Јас легнувам и се будам со капш. Денеска палам свеќа, меѓу другото, свеќи палам за внукот, за снајката, за синот, за другата снајка, за другиот син, за цела фамилија, сопругата, синот, незин, керка и така натаму, и меѓу другото и за општина Караш. Секогаш. Не е јасно каде, дали горе или долу се става последната свеќа. Ама таа им е догорена на сите оние кои стојат во редот за пасош или лична карта. И вообичаено, виновникот е непознат, па наместо дома се бара по туѓи куќи. Но 5 години беа во прашање за да се заврши оваа работа. Не е завршено, меѓутоа Грција не ги спроведува сите обврски кои што ги има преземени. И на крајот, со сите преземени и незавршени обврски, со сите ветувања, реални или не, сите сме во очекување на изборната кампања. Уште пред да почне, јасно е како ќе изгледа. Значи сега играва ќе биде цело време као две баби на балкони, као две комшиги кои викаат керка ти е курва, другата вика не керка ти е курва. Употребата на колоквијалниот израз за учесничките во најстариот занае да во нашата политика е тесно поврзана со предиграта, односно со формирањето коалиции и алијанси. Останатото е само чист секс. А тој не е ништо друго, освен утеха за сиромашните.